Одамна не сум ми рекла единствена моја, како што ја викав откако ја родив. Ја викам среќа, љубов, радост, сезнајка. Еднаш на шега насмејана ми рече: "Гледаш, мамо, од секогаш си знаела дека сум единствена, меѓу 100.000." Ова се зборовите на мајката на мојата вечерашна гостинка, пациент со ретката Вилсонова болест. Добро вечер во Трилинг за Ања Басилкова Антовска. Добро вечер, благодарам многу на поканата. Добре дојдовте во Трилинг, Ања. Меѓу 70 до 80 лица во нашата земја се соочуваат со Вилсонова болест. Вие ја детектирате на 20 години, кога се јавуваат првите симптоми. Оно што успеав да се информирам околу оваа болест, некои јасни симптоми не се појавуваат. Како изгледаше соочувањето? Прво, да кажам дека 70 се очекувани. Меѓутоа, во државава во моментов има околу 30 пациенти кои се диагностицирани. Според статистиката, нели, според очекуваното би требало да бидат дупло од тоа, што исто така укажува на тоа колку е тешко да се постави диагнозата. Во времето кога јас ја добив диагнозата пред 10 години, симптомите се појавија многу одеднаш. Кога станува збор за нарушување на црниот дроб, а Вилсоновата болест е токму тоа, генетска болест која го нарушува метаболизмот на бакарот и потоа тој се таложи на црниот дроб пред се, меѓутоа и на мозокот. И веќе кога болеста е понапредна, кога оштетувањето е понапредно, тогаш се појавуваат првите симптоми. И тоа е симптом на, може да биде отоци во мојот случај, жолтило, или како оние познати црнодробни, да речам, болести. Меѓутоа и многу нејасни нарушувања на црниот дроб кои се покажуваат на крвна слика, на одредени анализи и не знаеш зошто од каде, бидејќи не се толку јасни кои се на почеток сликата не е толку јасна. Невролошките симптоми кои се појавуваат се многу повидливи, многу посериозни, од типот на тремор, тресење на рацете, неможност за голтање, потешкоти во зборување, вкочањето на мускули и така натаму, меѓутоа ова е веќе уште по напреден степен. И она што е тешко кај Вилсоновата болест е едноставно да се поврзат одредени работи, нели имаш некое оштетување на црниот дроб, меѓутоа од каде доаѓа? Се купи апаратот кој навистина многу кошта, меѓутоа тоа се уште не профункционира онака како што треба. Така што се уште нас диагностичките мерки не се добри, се уште има многу што очигледно не се откриени, меѓутоа најважно е ми се чини што кај докторите пак има многу поголема свест за оваа болест и особено веќе кога ќе дојде некој пациент на клиника во Скопје, веќе специјалистите помислуваат секогаш на Вилсонова болест. Антовска, го спомнувате моментот со апаратот кој што не е ставен во функција, значи уште еден апарат имаме заглавен во клиничките подруми, веќе имаме изминативе недели еден таков случај за кој што во медиумите доста се зборуваше. Да, бевме многу среќни кога со помош на медицинството, клиниката, тие сами го, мислам, со наша некако поддршка, поттик, тие сами го набавија апаратот што навистина многу кошта. Меѓутоа, некако резултатите кои ги добиваме од тој не се релевантни. Не се резултати на кои може да се ослониш. Што е проблемот? Дали е некој недостиг на техничко знаење на извршување на анализата или пак е некој проблем со недостиг на реагенси? Не сум сигурна. Дури ни доктори наши со кои сме во контакт не знаат точно да кажат што е проблемот. Треба повторно да се разговара со клиничка биохимија, да се најде чарето, бидејќи е штета да го имаме апаратот и ова е буквално најважната мерка за Вилсонова болест, бидејќи не е само потребна во диагнозата како диагностичка мерка, туку буквално е важна за проверување на ефикасноста на третманот. Значи, да видиш дали терапијата ти делува. За жал, ова е фатална болест, се разбира. Тоа беше првото нешто што го прочитав кога ми спомнаа дека, односно ми кажа официјално ја имаш диагнозата Вилсонова болест и на интернет читаш фатална болест. Да, болест која е хронична и која ако не се третира, завршува фатално. Антовска, вие ја започнувате приказната тука на клиниките во Скопје на ваши 20 години. Споменавте дека за жал тука не можеше да се диагностицира болеста и вие заминувате на дополнителни испитувања во Виена. Да. И тогаш дознавате дека имате болест која ќе ја носите со себе целиот живот. Што беше по-застрашувачки? Стравот од неочекуваното или стравот дека ќе имате нешто со кое ќе треба да се справувате во текот на целиот живот? Апсолутно од непознатото, од неочекуваното, од она што значи таа болест. Не знаев никој
кој ја има таа болест, не знам, прв пат во животов слушнав дека постои нешто такво, дури прв пат слушнав дека спаѓа во категорија на ретки болести, нормално, за тоа и не се знае. Меѓутоа, мислам дека најстрашно беше, почнавме со зборовите на мајка ми кога бевме во Виена со докторот на првиот состанок, или како да се ка разговор. Тој ни кажа, не се секирате, има терапија, би требало да биде све во ред. И мајка ми кажа, што ако терапијата не ја прими како што треба, па ќе умре. Ама вака буквално. И тоа беше таков шок, буквално шок, можете да замислите како тоа беше за мајка ми, затоа што основно е терапијата да делува. Значи, ако немаш терапија, тоа е тоа. Мислам, многу е јасна состојбата, меѓутоа од друга страна сме среќни што за оваа диагноза постои терапија. Овие лекови кои јас ги пијам, мислам дека повеќе од 100 години се на пазарот и делуваат добро, меѓутоа не кај секого, нели? Сепак тоа е ретка болест која не секаде исто се манифестира, не секој пациент исто ја доживува, не секој пациент поминува низ истиот тек. И кај некои пациенти не делува, кај некои пациенти прави дури контраефекти, односно прави некои други влошувања на состојбата. Има и други терапии кои се каде поскапи. Тогаш во Виена, нели, ми ја поставија диагнозата за многу кратко време, додуша веќе, нели, кога се знае која е суспектната болест, полесно е да се направат тестовите и тоа се потврдува веднаш, меѓутоа исто така треба ти се достапни тие тестови кои Македонија не беа. Тука се вклучени целото семејство, Да, пријатели, роднини кои што во тој период успеваат да дојдат до терапија која што вам ви е потребна. Да, без таа поддршка не можевме ништо да направиме. Каква е ситуацијата денес? Добивате ли редовна терапија и што се случува кога ќе задоцне терапијата за Вилсоновата болест? Од 2016 кога почна да се прави регистарот за ретки болести, програмата за ретки болести, односно се прошири програмата за ретки болести, претходно имало мислам дека само 20 или 30 пациенти, почнавме да добиваме лекови во државата бесплатно, значи преку таа програма. Сите пациенти со Вилсонова болест беа згрижани, регистрираните пациенти со Вилсонова болест добиваат терапија. Од тогаш до сега ја добиваме терапијата прилично редовно, нели, со одредени паузи, односно со постојан стрес за тендерите, дали ќе се завршат со време, кога се случило да задоцнат тендерите. Сме имале моменти на некоја претходно залиха на лекови, јас имав од Виена купено доста, па некако меѓу себе си делевме лекови. Многу улога заврши тука Сдруженијето за лица со Вилсон, бидејќи ние сме сите многу поврзани меѓу себе. Секогаш сме тука да си помогнеме еден на друг и некако си ускочивме со некако да ги издржиме тие кратки периоди кога немавме терапија, меѓутоа одело горе-доле во ред, меѓутоа нели постојано е со молење, постојано е со притисок во медиуми, тендерот касни подпишете, договорите. Мислам се случило јас да морам да се јавам на министар да замолам, ве молам подпишете во агенција за лекови да го добијам лекот. Што ви велат Антовска кога ќе сконтактирате со Министерството за здравство? Лично сте комуницирале со министерот. Какво е неговото видување, кој е неговото оправдување по ова прашање? Системот е таков. Процедурата е таква, зависи од многу луѓе, меѓутоа исто така зависи некако и од политичката волја, мислам дека на луѓето кои се особено на високите позиции. Тоа значи дека кога доцне терапијата од државата, вие ја плаќате од сопствен джеп, што е со оние пациенти кои што не се доволно способни за да ја набават оваа терапија? Сега, мислам, тогаш имавме да речам некои залихи од тоа што останало претходно. Сега веќе пак треба да се оди во странство да се купува. Многу е комплицирано во Македонија, не можеш да го купиш тој лек. Значи, апсолутно, тој лек кој се носи само преку програмата за ретки болести не е достапен. Значи, треба да се оди во странство, што воопшто не е лесно, нели треба да имаш рецепт да го земеш и така натаму. И баш поради овие причини, многу голем дел од пациентите пред да постои програмата за ретки болести не примаат терапија. Значи дури имаат диагноза, знаеа што е ситуацијата, имаат проблеми секакви, не можат да си дозволат, нити имаат како да најдат, нити можат да ја купат таа терапија. Сепак не е тоа ефтино нешто, колку и да тебе животот ти зависи од тоа, не може секој да си го дозволи. А речи се секоја година она што е воочливо е дека во пресрет на денот на лицата со ретки болести се организираат кампањи дека лицата со ретки болести не се сами во нашата земја. Што значи да си лице со ретка болест во земја како што е Македонија, покрај моментов со терапија? Па се уште некоја табу тема. Мислам тоа го чувствуваме кај пациентите, кај семејствата кои имаат деца со ретки болести, особено надвор од Скопје.
некако има срам за тоа дека моето дете е поразлично, не сме слушнале какви се не ситуации, затоа што едноставно мислат дека ретката болест е нешто страшно, нели секој нас што е непознато е веднаш страшно и веднаш наидува на отпор од пошироката популација. И затоа сакаме да зборуваме многу за тоа. Затоа и денот на ретки болести, затоа и сите овие гостувања во медиуми, од настани кои ги организираме за потикнување на јавната свест, чисто да ја приближиме оваа тема, дека не се ретките болести страшни. Мислам, ние си живееме со своите предизвици, меѓутоа не значи дека треба да бидеме отфрлени од општеството поради тоа што сме вакви или такви. Кај некои ретките болести се невидливи. Антовска, каде е психолошката поддршка на луѓето кои што се справуваат со Вилсонова болест? Невидлива. Мислам, ние најголемата поддршка која имаме е меѓусебната. Значи, Сдруженијата на пациенти прават многу голема улога во тоа да може да се издржи таа психолошка битка, сите тие предизвици со кои се соочуваме. Во Сдруженијето Живот за предизвици мислам дека направија и телефонска линија во која даваат некаква психолошка помош. Меѓутоа државата апсолутно не прави ништо околу тоа. За среќа, еве, ние сме тука, бидејќи тоа е единствениот начин на кој можеш да се чувствуваш помалку сам. Знаеш кому да се обратиш, на некој што поминал низ истото, и можеш да добиеш таа поддршка. Во последните 15 години, 14 до 15 години, како ви е диагностицирана Вилсонова болест, завршувате факултет, магистрирате, стапувате во брак, мајка сте на 2 деца. Како сте денес, Кања? Добра, здрава, активна, среќна. Стално го зборуваме тоа дека не дозволив дури ни диагнозата тогаш тој процес на хаос, не се знаеш што е. Успеав бидејќи ги имав моите родители, моето блиско семејство, моето пошироко семејство, дечко ми сега, сопруг, нели. И некако го надминавме сето тоа заедно и продолжив да го живеам животот со полн елан. Антовска, ви благодарам што бевте дел од Трилинг и ви благодарам за искрениот разговор. Благодарам и вам уште еднаш.